Започнуваме со регионалните вести. Јетон Исмаили од Гостивар е еден од преживеаните патници во страутната автобуска несреќа од 13 февруари минатата година. Тој пред камерата на телевизија Кис Именада зборува за ужасното искуство, мислите кои во тие моменти му дошле во глава и хуманоста на оние кои помогнале да се излечат повредените. Во животот, за жал, сите сака да имат што повеќе пари или не знам што. Не. Обратно, животот е сосема нешто друго. Све паѓа во вода ако животот не го живееш среќен со друштво, со пријатели, со блиските, особено фамилијата, која е нешто најценето. Вака вели 31-годишниот Јетон Исмаили од Гостивар, еден од преживеаните патници во страотната автобуска несреќа од 13 февруари лани. Една година по трагедијата што ја стресе цела Македонија и пошироко, младиот гостиварец пред камерата на ТВ Кис Именада зборува за ужасното искуство, за кое вели дека е најстрашната работа што му се случила во животот. Почнавме да идеме на кај Гостивар. Како кажа и пред ова, бев фокусиран на мобилниот и во еден момент слушам пискање, вриштење, викам што се случува. И во моментот савам мобилниот в джеп и се фаќам за рачката тука за да станам, да видам што се случува. Во тој момент од тесната страна ме удри. Кога се присвестил, автобусот веќе бил паднат и превртен. Бев во една многу лоша ситуација, во еден лош момент, кога немав више почна да ми се изгуби и снагата. Не можев да викам ни помош, ни ништо. Но во еден момент, не знам, ми дојде сила и удрив со нога железа едно. Во тој момент, од селаните што беа тука, ме слушнаа дека има уште еден внатре. И во тој момент почна фактички да сечат железата и ме најдо. За жал, тие што беа тука од село кој им се заблагодарувам многу, за жал тие не можа ништо да прават, пошто нема соодветни средства за да ме извадат од тука. Дојдоа пошорникари кои ги знавам, сега више ги запознав и вака, од Тетово. Едниот беше Фариз Джемаили, другиот, мислам дека беше Ука Алити, кои со тие некои модерни средства ги секоа тие железа што бев тука внатре во автобусот и успеа да ме најдат. Јетон имал повеќе повреди и во болница го лекувале околу 2 недели. Фала му на Господ што помисли на мене, јас денеска да бидам здрав и жив, да бидам близу фамилијата, другарите, пријателите и сите најблиски. Овој гостиварец секојдневно патува со автобус до Скопје поради работни обврски. Вели дека тоа било случај со поголемиот дел од патниците во кобниот автобус, поради што меѓу нив постоела дружба и блискост. За загубата на пријателите од автобусот, вели дека ја доживеал во голема тага. Несреќата на патот Тетово Скопје кај селото Ласкарци однесе 16 човечки животи. Експлозија на имот најавен обвинител од Кичево. Експлозивната направа била фрлена во помошна просторија од неговата семејна куќа. Оштетен е и автомобилот на обвинителот. На истото возило пред околу 1 месец со нож му биле пресечени гумите. Експлозивната направа која предизвикала пожар била активирана синоќ околу 19 часот. Од пламените јазици бил оштетен автомобилот на обвинителката, кој бил паркиран во помошната просторија од незината семејна куќа. Наши информации говорат дека се работи за обвинителката Виолета Стојановска, со која не успеавме да стапиме во контакт. Незиниот автомобил марка Сеат Леон и претходно бил наметен на напаѓачи. На возилото пред околу 1 месец со нож му биле пресечени гумите.
Од Кичевското обвинителство велат дека истрагата е во тек и не може да дадат по конкретни информации за случајот. И од полицијата добивме сличен одговор, дека се работи на целосно расветлување на настанот, на основа на прибраните докази увидот извршен на лице место. Обвинителите коментираат дека притисоци кон нив има. Раскажуваат за случаеви кога странките, најчесто кои се обвинети, им се закануваат низ ходниците во самите судови. Пред околу 2 години беше изгорено и возило на јавен обвинител од Охрид, кое било паркирано во стариот дел на градот. Дефект на водоводната мрежа во местноста Лешница причина за прекин на водоснабдувањето во Тетово. Од ЈКП Тетово информираат дека истиот во текот на денот бил саниран. Поради поголем дефект на водоводната мрежа во делови на Тетово, околу 24 часа немаше вода за пиење, односно наместа таа беше со намален притисок. Од ЈКП Тетово информираат дека намалувањето на количината на вода во филтер станицата е поради дефект во линијата Лешница, при што работниците на секторот водовод и канализација го санирале дефектот во текот на денешниот ден. Имаше настанато еден дефект на доводниот цевковод од зафаќањето на речна вода од локалитетот Решница према приклучниот белка и филтер станицата за присуствување на истата вода и приклучокот во првата хидроелектроелектрона централа. Дефектот се случил во планинскиот дел, негде локацијата му е спротивна од целото Бродец, при што по интервенција на нашите стручни служби и екипи кои беа на терен, интервенирано е, завршено е санираниот дефектот и системот сега нормално функционира. Со овој систем за зафаќање на речна вода од Лешница има капацитет некаде од околу 140 литри во секунда, што е за 10 литри повеќе, односно 130 литри кои доаѓаат од постоечките извори од черпање од другата страна. Значи без овој систем, ако не е во функција, состојбата во градот Тетово со водоснабдување ќе биде алармантна. И минатата недела се случи дефект во Лешница, каде поради силниот ветер имаше огромен нанос на снег, кој го затвори водоснабдителниот систем. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Славјанка Петровска денеска го посети секторот за внатрешни работи Тетово. Заменик министерката за внатрешни работи Славјанка Петровска го посети секторот за внатрешни работи Тетово. Та истакна дека од раководството била запознаена со безбедносната состојба на подрачјето на СВР Тетово. Нема нарушување на јавниот ред и мир, ниту поголеми безбедносни закани. И втората тема на која што дискутиравме се предстојните парламентарни избори и подготвеноста на колегите од секторот за справување, односно организација и успешно менаџирање на предстојните избори. И тука исто така не беа посочени ниту некакви критични точки. Нивната работа теренска е поставена, во рамките на своите надлежности ги извршуваат секојдневно своите обврски и не очекуваме нарушувања ниту закани за граѓаните во периодот кој предстои. На прашањето дали наскоро ќе се реши проблемот со недостигот на патни исправи, заменик министерката рече дека се обратила до министерот со цел изнаоѓање на опција за побрзо решавање на проблемот. Јас реагирав до министерот и службите веќе го информираа дека е можно да се појави проблем со издавањето на патните исправи. Го повикувавме министерот најбрзо што може да донесе одлука со цел да им излеземе во престрет на граѓаните. Состојбата ја знам дека во периодот сите сме преокупирани со изборите и тоа е легитимно право, но правото на граѓаните да имаат своји патни исправи согласно законот онака како што треба, не смееме да им го скратиме во ниту еден случај. Очекувам од него брза реакција и одговор за надминување на овој проблем. Во однос на личните карти тие се издаваат редовно и без застој. Значи проблемот само во моментов дека и патните исправи, односно пасошите. Одговорност мора да има затоа што издавањето на патни исправи за граѓаните треба да биде и една од надлежностите на ова министерство. Јас апелирам да се најдат решенија најбрзо што може. Министерот тоа го има како овластување и наместо да се занимаваме со некои споредни работи, треба да излеземе во престрет на барањето на граѓаните конкретно за ова прашање. Ова е прва посета на Петровска во СВР Тетово во рамките на серијалот посети кои планира да ги оствари и во другите сектори за внатрешни работи во земјава. Двајца тетовци пријавиле измама во полиција. Едно лице ги ангажирало за организација на забава, а потоа било недостапно.
Вчера во СВР Тетово двајца тетовци на возраст од 45 и 51 година пријавиле дека биле измамени од едно лице. Според пријавеното, лицето му се јавило на 45 годишникот представувајќи се како директор на тетовска фирма и побарало во неговиот угостителски објект да му резервира сала за забава, а воедно да ангажира фирма за декорација на салата и да ја плати. Исто така, според пријавеното, тој ангажирал фирмата на 51 годишникот и платил за услугата, а откако завршиле со подготовка на менито, го побарал телефонски лицето, но тоа не било достапно и тогаш сватил дека бил измамен. Од СВР Тетово информира дека вчера бил приведен 44 годишникот Гостиварско Чегране, осуден на едногодишна затворска казна за сторени кривични дела, грабнување и тешка кражба, пошто спроведен е во казнено-поправната установа Тетово за издржување на затворската казна. Демократската партија на албанците денес одржа пресконференција, откако Македонското собрание го ратификуваше Северноатланскиот протокол. Почитувани представници на медиумите, со членството на Република Северна Македонија во најмоćната организација НАТО се решија многу важни стратешки и геополитички проблеми. Синоќа, Собранието на Северна Македонија гласаше за предлог на закон за ратификација на Северноатланскиот договор. Ова не води до полноправно членство во НАТО и не усогласува заедно со Соединетите Американски држави, Албанија, Германија, Франција, Италија и многу други држави кои имаат за цел демократски вредности. Во ова прилика им честитам на сите граѓани за овој голем историски чекор. 27 годишната активност на Демократската партија за албанците за да ја испрати Северна Македонија кон западната цивилизација, синоќа беше одобрено, исполнувајќи ова долгогодишна цел на нашата платформа. Ве потсетуваме дека во 2008 година ДПА заради овој силен про-НАТО став имаше сериозни политички последици кои продолжуваа за 11 години од коалицијата ВМРО-ДУИ. Сега, нашата земја е близу еден друг многу важен процес. Се надеваме дека наскоро ќе се отвараат преговорите со Европската Унија, каде дефинитивно понижувачкото назначување на албанскиот народ во уставот и нормативните акти, како граѓани кои сочинуваат 20% од населението во Македонија, ќе биде заменето со албански народ и албански јазик. Благодарам. И информација од спортот. Кошаркарите на Гостивар денеска продолжуваат со тренинзи, а паузата во првенството ќе ја искористат да одиграат контролен надпревар против македонската репрезентација. Кошаркарите на Гостивар после пауза од 4 денови продолжуваат со тренинзи. Првата кошаркарска лига на Македонија во моментов има пауза поради настапот на македонската кошаркарска репрезентација во квалификациите за Европското првенство. Гостиварци пред паузата ја совладаа втората екипа на МЗТ Скопје, со што и дефинитивно го обезбедија пласманот во Суперлигата. Гостивар во моментов е на делба на втората позиција на табелата со ефектот 11 победи и 4 порази, односно една победа помалку од лидерот МЗТ Скопје. Гостиварци во паузата ќе одиграат еден контролен надпревар против македонската кошаркарска репрезентација. Дуелот ќе биде од затворен тип, а ќе се одигра во недела со почеток во 20 часот во спортската сала Борис Трајковски во Скопје.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!